Топ тема на ваша страна, добро вечер. Со 66 пријавени дискутанти на пленарната расправа за уставните измени кои произлегуваат од договорот со Грција, јасно е дека на одговор за засега неизвестното двотретинско мнозинство ќе треба да се почека најмалку до крајот на неделава, до кога би можела да трае дебатата, за која инаку се предвидени 10 работни дена. Но она што требаше да биде аргументација зошто уставни измени низ говорот на премиерот Зоран Заев на површина исфрли нова голема тема за дилема. Што значеше повикот за подавање рака и меѓусебно помирување за 27 април. Помирување или помилување, скриена порака или погрешна интерпретација на обраќањето. Што се е во игра за сцената на пленарната дебата за уставните измени. За сите можни варијанти за изборите, со или без пржинска влада. Влегува Македонија од криза во криза или? Тоа се прашањата и дилемите за вечерашната топ тема на ваша страна, а мои гости се Павле Богоевски, пратеник во коалиција со СДСМ. Добро вечер. Димко Трајков, пратеник на ВМРО ДПМН. Добро вечер. Трајче Димко, се извинувам. Сашо Клековски, политички аналитичар, и Алберт Муслиу, политички аналитичар. Добре дојдовте за сите, но за почеток еве како вовед, што кажа денеска премиерот, а што предходно изјавува и тој и сите негови сопартици, високи партиски функционери на СДСМ, и како изјавата за помирување ја протолкуваа од ВМРО ДПМН. Подадена рака за национално единство или за амнестија. Премиерот Зоран Заев од собраниска говорница денеска побара мнозинството и опозицијата да си подадат рака и да си простат за настаните од 27 април. Ајде, десната страна овде во парламентот, колеги, да подадеме рака на левата страна. Ајде, колеги, ви од левата страна, да подадеме рака на десната страна, пратеници. Одличен момент е да си простиме и да се помириме. Испраќам порака на помирување и простување за 27 април и настаните што се случија. Да седнеме и да го направиме тоа. Јас сум подготвен, ве повикувам сите, и мнозинството, и опозицијата. Да, знам дека тоа има цена. И подготвен сум да ја платам цената. Политичка е цена. Во јавноста изјавата на Заев експресно беше протолкувана како понуда за амнестија во замена за гласање на опозицијата за уставните измени, пошто уследија објаснување од високи владени функционери дека изјавата на Заев не е понуда за амнестија. Дека нема амнестија беше став кој во изминатиот период постојано беше повторуван од владини представници и највисоките функционери на СДСМ, вклучително и од самиот премиер, без при тоа да се споменува национално помирување или подавање на рака. Пред само 4 дена во интервју за Frankfurter Allgemeine Zeitung, Заев за тоа дека многу поранешни владени политичари се обвинети за корупција или стравуваат дека ќе бидат обвинети, се надеваат дека ќе ја избегнат одговорноста преку амнестија или на друг начин, вели дека тоа нема да се случи. Секако дека не, доколку има амнестија од политички причини, тоа веројатно би го протуркало договорот со Грција и промената на името во собранието со гласовите на амнестираните, но со тоа ќе се уништи миднината во ЕУ и НАТО, затоа што еден од критериумите за влез во овие организации е функционалното владење на правото. Нема амнестија беше дури и неофицијалното мото на власта во пресрет на референдумот по потпишувањето на договорот за името, кое самиот Заев го нагласи по лидерските средби со опозицијата во јули. Амнестија. Директна, индиректна, заобиколена. Немам право ниту јас, ниту Мицковски, ниту било кој. Амнестија, директна или индиректна, нема. Не недостигаат ни идентични изјави на министрите и високи функционери на СДСМ. Нема да им дозволиме на оние кои што имаат една единствена цел, пак да седнат на маса за да не уценуваат со амнестија, нив нема да им дозволиме да ја уценуваат Македонија. Никој не треба да се надева и да очекува амнестија. Република Македонија е правна држава, а речистувањето со секаков вид на криминал е врвен приоритет.
Освен од владини и партиски функционери, денеска до објаснување за изјавата за подавање на рака на помирување не стигна од премиерот и председателот на СДСМ Зоран Заев, но и зошто тоа, ако не значи понуда за амнестија, би имало своја политичка цена. Ова јасно покажува дека власта не само за 27 април, туку и за други случаи против луѓе од ВМРО ДПМН води политичка хајка само за да тргува за нивната слобода. Крајно неморално и крајно неетички. Ова е исто така и порака до судскиот систем и обвинителството. Им се суди на невини луѓе. Тоа не се терористи. Но овие луѓе им е потребна правда. На Македонија и е потребна правда и правичност. Не политички монтирани и фабрикувани случаи. Заев треба да им се извини на семејствата кои се под политички прогон, режиран токму од самиот Заев и власта. Ова мора да престане и само така може да има помирување. Ето, тоа беше фактографската анализа на Тамара Гранчаровска за изјавите на СДСМ и функционерите на СДСМ на тема амнестија да или не и денешната реакција на генералниот секретар на ВМРО ДПМН Јанучев на говорот на премиерот Заев во собранието. И Боговски би почнал со вас. Помирување или помилување, односно помирување со помилување. Како вие ја слушнавте и прочитавте изјавата на премиерот, односно тој апел левата и десната страна во собранието да си подадат рака? Јас се сваќам дилемата која ја отвори оваквата формулација на зборови од премиерот. Дилемата која што се вика јавноста, ама ја сваќам и реакцијата на ВМРО ДПМН. Прво ќе ви одговорам на првиот дел од прашањето, односно на кој начин јас сум го сватил тоа. Јас во ниту еден момент не сватив дека се разговара за помилување. Не сватив дека се разговара за амнестија, туку едноставно сватив дека се разговара за подавање на рака за обид за обединување кон тоа што би требало да биде заеднички интерес на нашата држава. Односно дека станува збор за помирување. Тука би сакал да објаснам неколку работи, но се надоврзува и тоа на кој начин јавноста го има сватено ова прашање. Значи, ние сме навикнати од минатото дека човекот што е на највисокиот дел од власта, во случајот премиерот, дека едноставно може да прави се во оваа држава, се кажан збор со свртен телефон и така натаму. Па поради тоа самите зборови за помирување се протолкува како обид за влијание врз органите на прогон. Јас не го сватив така. Со други зборови, владата, па и собранието на ваков директен начин не може да се меша. Не може да се мешаат во работата на јавното обвинителство. Односно, зборовите на премиерот, какви и да бидат, а во овој случај не се такви да бараат амнестија, не може да има директна сила на давање инструкција врз јавното обвинителство да се амнестира некој, да се ослободи од прогон и така натаму. Може да имаат сила на хипотетички, не импутираме ништо, предлагање закон кој што би го усвоиле на крајот од денот пратениците, бидејќи само собранието е тоа што може да дава амнестија. Тоа е аболиција. Одлуката на и за амнестија се однесува исто. Овака сега, значи, најодговорно тврдам дека во собранието, поточно во нашата претедничка група, не се разговара за никаква амнестија. Напротив, секогаш кога станувало збор за тоа до кој степен сме подготвени да правиме отстапки во име на заедничкиот компромис и консензус за значајните прашања, амнестијата секогаш била во делот од разговорот кој што значи не, односно никако. Најодговорно ви тврдам дека не станува збор за амнестија во овој случај. Процесот на помирување се однесува на општествен, па и на индивидуален процес на оставање на разликите од минатото зад себе и заедничко обединување кон тоа што би требало да го ствариме во еднината. Процесот на амнестија или аболиција значи кривично правно ослободување од прогон, ослободување од започнување на вршење на санкција или довршување на вршење на санкција. Како такво, аболиција и амнестија, аболиција може да е председателот и амнестија може да е и собранието преку закон за амнестија. Во овој момент воопшто не се ни разговара за таков закон. И јас најодговорно можам да кажам дека таков закон не би поддржал кога би дошол. И уште една работа би сакал да кажам. Процесот на помирување по својата природа е таков, за да можеме да разговараме за помирување, да мора да имаме утврдување на одговорност на почеток. Односно, доколку навистина постои амнестија, тогаш воопшто не би можело да има таков процес на помирување за како што говори премиерот денес. Бидејќи од проста причина што па другата страна нема да биде задоволна. Па другата страна вели нешто друго во изјавата, но момент. Само момент.
Се чини дека се е во ред и со вашето толкување и со тоа објаснувањето кое што дојде, иако во неофицијална форма од владата, дека станува збор за еден човечки потек, за една христијанска морална понуда и така натаму, се до оној момент одговорот кога во него се вели знам дека и тоа има цена и подготвен сум да ја платам, цената е политичка. Зошто би имало политичка цена ако Зоран Заев лично реши да му прости на еден или сите над 30 обвинети, или ако Павле Богоевски реши да си прости со сите... Веднаш ќе ви кажам, прво цената за кривично правно ослободување од прогон не е политичка, тука е кривична. Тоа е мешање во работата на органите на правосудството и тука не стана збор за политичка цена, стана збор за кривична. Политичката цена на премиерот не би можел да кажам која му е, ама самиот факт дека денеска наместо за уставните измени поминуваме толку време говорики за ова прашање, што и тоа како заслужува внимание, е одраз на таа политичка цена. Мораме, бидејќи не можеме тоа да му ја препишеме како грешка на пишувачот на говори, бидејќи повторно се следува на одговорност на премиерот дека не го прочитал говорот пред да излезе во собрание. Поради тоа е потребно да ги разјасниме работите, што се надевам дека го правиме тука. Што се однесува до политичката цена врз мене, како што кажете, или врз било кој друг. Например, јас денеска имав неколку пораки од типот на што има да се помируваат. Имав порака од еден пријател кој што и многу ме погоди, кој што ми каже тебе ти отворија главата во собрание, а ти сега ќе се помируваш, правејќи басни приказни и така натаму. Но иднината на нашата држава е многу поголема од било чија поединечна глава. Иднината на нашата држава е способноста ние да ги оставиме нашите лични, можеби, трауми зад нас и да можеме да седнеме на маса да говориме за тоа што е од интерес за Република Македонија. Овие уставни измени, договорот со Грција, влегувањето во ЕУ во НАТО и ниту било која системска реформа во оваа држава не може да се направи без двотретинско мнозинство, односно без активно учество на колегите и колешките од ВМРО, ДПМН и опозицијата. И ако ние на тие дискусии седнуваме со зли мисли, никогаш нема да може да го ставиме интересот на државата пред својот личен интерес или потребата од некој. Ќе дебатираме очигледно интересно прашањето, Димков, зошто ВМРО ДПМН не ја препозна, како што многумина се обидува да ја објаснат човековата или христијанска димензија во повикот на премиерот, туку директно со пресконференција генералниот секретар на партијата алудираше на политички предлог и дури го искористи говорот на премиерот да ги потврди вашите тези, тезите на партијата, дека 27 април е политички монтиран прогон против ваши сопартици. Благодарам. Често пати некои одговори се можеби субјективни. Ги донесуваме врз одлука на тоа што мене ми е во интерес да кажам и како треба да биде. Во случајот со господинот Заев би сакал да кажам една работа. Несигурни, непрецизни изјави, често пати со корекција. Значи сега сме научени од господин Заев да слушнеме изјава и отпосле цела една група на луѓе, башинерија, да дообјаснува дека господин Заев грешка кажа. Тој многу убаво се кажа. Се поставува прашањето, зошто сега во овој момент како се отвара уставот? Зошто тој не стана порано да каже, да рече, луѓе, имаме проблем, дај да се помириме. Јас сум го повикал тоа, јас сум го правил. Тука на вашата телевизија реков дека ние треба да седнеме и да разговараме, да се помири македонската јавност, сите заедно да разговараме. Но во овој случај, мислам дека господинот Заев многу прецизно и знаеше што сака. Свесно го направи тоа. Тој си кажа, без разлика како испадна и кој како го толкува. Сведоци сме на огромна и неодбројна реакции. Сега да не го спомнувам колегата, ајде тука на Facebook статус имаше објавено дека нема амнестија така натака и претходните изјави, меѓутоа денешните однеднаш беше на нож дочекан од сите други најблиските негови соработници, а отпосле од нас се кажа целата работа. Меѓутоа мене ми се чини дека тој многу свесно го направи ова и ако го слушаме внимателно, тој си кажа дека има таа цена. И која е таа цена, зошто? И зошто сега во овој момент? Јас да ви кажам, се чувствувам како сега, уценет, загрозен, што порака ми се праќа. Или јас сега нема да бидам фер према моите колеги, дека нема да им дозволам да со ова нема да, еве, ако условно прифатим амнестија, како што тој вели или тоа помирување, значи јас сега нема да си ги спасам моите колеги. Јас гледам према изјавите нивните ја барат правда. Дел од нив, можеби јас не навлегувам, додека не се докаже кој е прав, кој е крив. Што ако имаме луѓе таму се прави,
Немат никаква кривица, а ние ги амнистираме. И цел живот на нив, на белегот, на нивната биографија ќе им стои дека тие нешто направиле, а не направиле. За еден поглед лево или десно, или некој што се нашол во еден момент, ние разговаравме, можев и јас да сме во целата ситуација. Во еден момент погледав низ вратата, среќа, не излегов надвор од вратата во ходникот. Добре, но да не релативизираме, има снимки сега и ама... да не бидеме суди и обвинители, има снимки кои што говорат многу јасно и појасно од 1000 збори. Ворете, јас не навлегувам, рековме, судот на крај, доказаните материјали и правдата треба да се биде ново. Сега не сакам директно да биде кон господин Павле, но и тоа бевме сведоци на нападот кон кабинетот на председателот Иванов. Видовме дека таму што се случуваше кога демонстрираше сила шарената револуција и која беше начинот и акцијата што се спроведуваше во тој момент. Така да ние мора да сватиме, ако сакаме да направиме ред и поредок во државата, мораме правилно да ги цениме судите. Меѓутоа атакот кој се прави врз моите колеги, врз сите нас, значи врз пред се членовите на ВМРО ДПМН е евидентно и очигледно. Колку и да сакаме тоа да го криеме, се гледа дека атакот е тоа. Пред 2 дена имаше дело се отвора од 2001 година. Се враќаме на 17 години. Дел не ги опфаќа законот, затоа што поминува рокот за судење, а дел ги опфаќа. И тоа со последните случувања во делот на специјално јавно обвинителство, кога со име и презиме беа кажани луѓето, а не треба да се каже во една таква правна поставка. Но господине Димков, извинете, господине Димков, и вие како партија не собравте храброст да разграничите што е што. И вие сите, и оние кои што може би наивно влегле во собранието, и оние кои што очигледно беше дека влегоа со одредени намери, сите ги ставате на ова што Јанушев го вели политичка хајка. Знаете дека има и луѓе што се водат процеси. Некаде околу луѓе се водат процеси од ВМРО ДПМН. Го знаете тоа како податок? Огромна е бројката. Не е само 27 април. Страшно е тоа што се случило. И за време на референдумот и за сите притисоци, верувајте, вака ако продолжи не знам до каде. Јас 2003 бев избракан од работа затоа што бев ВМРО ДПМН. Пак продолжи истата приказка. До каде ќе оде ова работа? Што да правам? Јас после ова кај ќе одам на работа? Ќе се тргнам од собрание, имам некој имунитет и после тоа ќе тргнат и по мене. Ако не престанеме со ова, искрено ќе ви кажам, е страшно. А Заев, зошто во овој момент се понуди и побара вакво простување? Зошто порано не го направи? Па и ние излегувавме на некој начин, баравме, ние имавме во фаза изготвување на закон за амнестија. Говоровме за таа работа. Јас лично го кажав тоа, да не на вашата телевизија, дека ние мораме да се простиме. Кога најдовме начин како македонци и албанци со хашките случаи на некој начин да ги надминеме тие проблеми. Зошто да не го направиме ово сега? Меѓутоа, кој е крив, ќе треба да се води сметка затоа што ваквите примери ќе морат еднаш да завршат. Меѓутоа, ако само се суди на ВМРО ДПМН, ако ги амнестираме случаите од претходните ситуации, кога и господин Павле учествуваше во целата работа и се кршеа излозите и се запали кабинетот на господин Иванов, и одговара луѓе за тоа, еве имате вие интенциите, не знам, ќе ве прашам после за оваа иницијатива до Уставниот суд. Кратка реплика, Павле, па да ги вклучиме. Се извинувам ако сте го сватиле погрешно тоа што денеска јас го сватих поинаку од вас и ќе ви повторам овде пред вас. Никој не разговара за амнестија и амнестија за 27 април, ниту за случаите пред тоа нема да има. И ќе ве замолам уште еднаш, ке немалку дузина пати сум објаснил зошто е тоа така, не може да се стави знак на равенство помеѓу 27 април и нападите врз канцеларијата на Ѓорѓе Иванов. Причините за тоа се повеќе да членови не би согласни. Дали го направи? Да, и луѓе одговараат за тоа. Фрлаше ли ти? Јас не сум фрлил, а меѓутоа луѓе одговараат за тоа. Кршевте, фрлавте по Министерството за правда, членови на нашата по Ајде да се задржиме на темата. Да се вратиме на темата. Ви повторувам, амнестија за 27 април и за пред тоа нема да има и не се разговара за тоа. Јас се извинувам исто така што фактот дека повеќе од 1000 луѓе од ВМРО ДПМН се гонат у моментот го доживуваат како политички прогон. Јас тоа би го протолкувал како индиција дека конечно се пристапува кон утврдување на одговорност за тоа што претходно било толерирано како злоупотреба на власт. И тоа зашто сега имаме 1000 луѓе од ВМРО ДПМН не е прашањето, прашањето е зашто претходно немало 1000 луѓе од ВМРО ДПМН ако кривичните дела се вистински, а не имагинарни. Што е прашањето дека политички се партии. Само да речем. Видите, значи овој процес готвори господин Заев. Не знам зошто и кога нас се потуат некои работи. Тој кажа и не е прв Зоран Заев да го споменува. Значи тој треба да си каже што мисли со ова. Дали сака со ова да не прати порака, ќе ви ги ослободиме другарите, па ќе имаше појаснување од партијата или не знам, сега одеднаш испадна со администрација. Јас не навлегувам. Имаше појаснување негово право. Меѓутоа, сведоци сме. Никој не е допрен од социјалдемократскиот сојуз, искрено да ви кажам. И ако вака се продолжи, не е фер.
Значи, нема да направиме ние правна држава. Еднината и правната држава ќе ја направиме доколку правно и честно ги судиме сите што се огрешиле по закон, па било кој сака да е во државата. Целосно се согласувам. Значи, тука Клековски па Муслио. Скриена порака или погрешна интерпретација на она што го кажа премиерот? Може ли да се дешифрира во овој момент со оглед на релативно скромните појаснувања од страна на и неофицијални од страна на владата? Сега тука во студиото некако сум се поубеден дека е ставена во функција амнестија зиме, пошто Павле најдобро ја демонстрира цената што ќе треба да се плати за евентуално еден таков потврд, бидејќи збориме за принципиелен став што долго време е заговаран, повторен, како што и тука видовме, не подсетивте со сите изјави, дека влез во НАТО и Европската Унија, каде што треба да исполниме политички критериуми кои се базирани на вредности, не може да се случи со кршење на вредностите. Иако морам да кажам дека веќе ние имавме референдум кој не беше со европски вредности организиран, туку беше повише со Ердоган вредности организиран. И од формулацијата на прашањето, и од начинот на носење на одлуката, и од водењето на кампањата. Значи, ова е секако емотивна прашање за двете страни, а за сите други мислам дека важи дека кој е виновен треба да одговара конечно. Меѓутоа, дали тоа така ќе биде, останува да се дообјаснат политичарите. Значи, ова реакција, како и тоа што изјавата е дадена во моментот кога стана јасно дека нема 80 пратеници да ги поддржат уставните измени. Значи, говорот на Заев доаѓа во моментот кога беше јасно дека Да бидеме прецизни, Заев има изјавено дека лично им простува на сите и од тука произлегуваат и дилемите зошто сега повторно. Ако смеам да направам една аналогија, законот за амнестија на УЧК припадниците, не на хашките случаи, туку на УЧК припадниците, некои 3000, ако добро се сеќавам, воопшто не беше дел од договор во Охрид. Значи, таму имаше поглавје помирување, ама немаше кој вклучуваше рехабилитација на подачата погодени со конфликти и така натаму, меѓутоа нигде не беше спомната амнестија за припадниците. Верувам дека од тактички причини никој не спомна амнестијата, бидејќи ако се спомнеше амнестијата во моментот кога требаше да се носат да се подпишува Охридскиот договор и да се носат уставните амандмани, дека ќе пропаднеше договорот. Амнестијата дојде на маса како закон за амнестија, дури кога се актуализира со апсење после Охридскиот рамковен договор, мислам дека 3-4 месеци после Охридскиот рамковен договор, како полицијата почна да апси на терен и излезе проблемот, сега што ќе правиме со припадниците. И тогаш беше тоа исклучително емотивно. Добро, тука имавме две нивоа. Прво беше онаа општа амнестија, каде што влегува и сите оние што избегнуваа служење на воен рок за време на конфликтот, и имаме амнестија на хашките случаи. Тука имаме толкување на законот, да. Толкување врз основа на која изворно толкување, да. Неказливост на тие. Тие се високо осетливи теми. Не би се согласил со Павле, ја не застапувам амнестија, само за да не бидам погрешно разбран. Во литературата има конфликтни ставови. Некои смета дека во помилување не може да се влезе без амнестија. Без израмнување на терен. Без да се премногу навлага во сето тоа. Во Балканот оно што се практикува е дека нема амнестија, туку сите условно кажам, кривични дела стоени, изборам за војните конфликти, мора да бидат процесирани од меѓународниот суд или од националните судови. Значи, кај нас генерално за одреден број случаи нема амнестија. Единствениот пример каде што е практикувана амнестија за потешки дела е Јужна Африка, меѓутоа и таму е со едно барање на вистината, односно со барање да учесниците ја декларираат вистината и дека тоа што го направило било политички мотивирано, бидејќи
во ниеден момент не треба да заскриеме дека има класични криминални дела, кај што во ниеден случај не треба да се разговара за амнестија. Муслим, кој е вашиот коментар? Околу изјавата. Околу изјавата дали е погрешна интерпретација или не сепак е Кај нас имаме некоја тенденција, ми е сегде конспирација да бараме. Па дури било која тенденција да се почне, мора да се опипа дали пулсот постои таму, за да нешто се одмери, дали има можност нешто да се направи или не може да се направи. Ја верувам дека во пратеничката група немало такви разговори, но такви размислувања имало во општеството, не е нешто за што ние не сме разговарале. Кај нас се генерализираат работите, мислам дека тоа е најголемиот дефект. Па дури 27 април не е, како да кажам, монолитен. Има разни одговорности на 27 април. Од ситните одговорности кои некои луѓе под емоции, под незнаење и така натаму направиле ситни инциденти, некои од нив се дури и казнети. За учество во толпа За учество во толпа, не беше тоа баш толпа, но од тој вид имаме категорија на видни личности кои дигале емоции, кои целиот процес на некој начин го усмерувале. Тука се вклучени и вашите колеги. И третата категорија која по мене е апсолутно неопростива е конспиративната, таа која целиот процес го изорганизирала со намера да се руши уставноправниот поредок. И мислам дека ако сакаме да анализираме ова изјава на Заев, треба повеќе да анализираме на која од овие категории се размислува. По мене, категоријата чија тенденција била рушење на уставноправниот поредок или терористичко организирање, како не ја знам правната дефиниција, по мене е неопростива. Значи но не верувам дека во таа категорија се тие 1000 луѓе кои велите рече дека се под прогон или кои се политички прогонувани. Не ме чуди мене и реакцијата од другата страна. Затоа што овде политичка штета би имало дури и тоа да се случи. И би имало во двете страни. Вашата реакција веднаш беше, можеби невини луѓе треба да ги амнестираме, а се невини да го пуштиме процесот. Од другата страна, Павле вели, нема спремност за тоа. Не е само Заев тој кој е повикан да прости, и Павле, ние имавме пратеник уште пооштетен од целиот процес, Села. Значи, не видовме таква реакција, например, од пооштетените, не го видовме од околината која бара конспирација во целиот овој процес. Значи, компромисите некогаш се потребни, но прашање дали општеството или чинителите се спремни тие компромиси да ги надминат. Спремноста се мери со тежината на проблемите со кои се соочувате. И контекстот во кој што доаѓа. Ја би сакал да ја анализирам таа последната реченица на Заев која рече последиците се политички. Секако дека се политички. Какви други ќе бидат? Политички се затоа што една енергија или едни очекувања на целото општество за казнивост на тие кои вршеле кривични дела, вие со самата помисла дека можете и преку помирување, помирувањето не подразбира исклучување на амнестија, а во Јужна Африка е друго. Тоа е Truth and Reconciliation Commission. Значи, се дошло до вистината, тие кои биле криви признаваат и им простуваат на таа седница. Така е тоа во Јужна Африка. Така да моделите се различни. Но во овој случај прво треба као општество да ги расчлениме за кои категории на граѓани зборуваме. Не може овде во Македонија се да се прости ради евроатлантските интеграции, затоа што можеме да одиме и во други изборни циклуси. Џабе ли се после евроатлантските? Џабе се. Но одредени работи, можда за нив може да се најде заеднички именител и да се укаже на тоа дека било погрешно, затоа што и при амнестијата 2001 не се рече дека луѓето не се виновни сите. Туку се каже поради надминување на ова горечко прашање, парламентот искаже спремност да донесе закон за амнестија. Хашките случаеви дополнително се анализира затоа што во законот за амнестија... Да, но во тој закон се пишуваше освен за хашките случаи, па после тоа освен за со автентично толкување го избришавме исто пишуваше дека за сите дела кои потпаѓаат под Хашкиот трибунал нема амнестија. Се вратија од таму, кај нас правниот систем не ги прифати такви и требаше поконкретно образложение да се направи. Така да и на крај се округлопа на кеш. Кога ќе го анализираме ова, треба да ги одвоиме деловите. По мене повикот на Заев не е нестандарден за него, но старт. Барал помирување, покажува можеби дури за неговите подржувачи
преголема спремност. И тоа е политичката цена. Ама има цена и на другата страна. Значи не е само на едната страна. Не, апсолутно. Значи јас сум сигурен дека многу... Само да го довршам. Значи, ја мислам дека на таа цена он и мислеше дека политичката цена повеќе ја плати кај своите подржувачи отколку кај другата страна, затоа што таа негова карактеристика на простување не е резко... уште една дилема. Собраниската говорница не е место за христијанска исповед. Колку и како и да сакаме да го толкуваме. Секој збор на собраниската говорница има тежина на политички говор и консеквенци на политички пораки со секој искажан збор. Не, апсолутно. И треба апсолутно да се мери. Ама дилемата кај нас беше вечерва, што значи таа последна реченица негова и политичката одговорност. Ја мислам дека политичката одговорност... За Димков имаме и друго прашање, бидејќи еве... Контекст нова, да, само ако дозволите, значи Заев нема прв пат ова да го прави. Тој на избори кажа ќе дадам амнестија за лица што се осудени и пуштија некаде 700-800 луѓе. Ворете, нема проблем. Ама тоа е... Значи јас сум бил директор на затвор. И треба да се погледне на тие луѓе. Треба многу интересен пристап. Како ние созреваме како општество, така ќе созреват и начинот и потреба да се решават тие проблеми. Меѓутоа, значи ово што го понуди еднаш, веќе го понудил, значи го прави уште еднаш. За политички гласови беше. Искрен да бидем. За политички гласови. Јас така мислам. Значи тој и многу ние преюдицираме. Господине Димков, што значи Вашево, односно Вашева пресконференција дека власта на 27 април и не само на 27 април води политичка хајка само за да тргува за нивната слобода. Ова може да престане, ова мора да престане и само така може да има помирување. Сега и ова ако го толкуваме, значи без амнестија нема помирување. И вашиот став е тој, а во меѓувреме велите дека сте ги одбиле сите такви барања. Значи ние бараме правда и честно судење. Бараме да се докаже целиот процес. Јас и претходниот пат кога бев тука гостувал ваша телевизија, реков можеби ќе биде и обратно, ќе биде интересно кога ќе се добијат податци што секој направил и кои биле тие што влегувале внатре. Тоа е веќе на друга тема ако треба да анализираме, бидејќи јас бев внатре и вие бевте внатре, вие ги видовте ваш агол на место кај што бевте, јас таму кај што бев. И многу интересно на крај ако се докаже. Ние бараме правда, бараме честно судење, бидејќи ние гледаме дека во моментов таму врз нашите колеги има малку, така како да ви кажам, изживување. Ајде сега да не се вмешуваме лично, само јас ќе ви кажам дека јас бев во сала 3, така што е сосема поинаква ситуација. Горе не бев, кај што се. И јас имав многу интересен. Не знаете дека да не се враќаме на тоа. Мислам дека тоа не е во ред, меѓутоа. Еден момент тука јас обидов да светам на друга страна, дека има политичка цена на другата страна, ма малку да дополнам тука. Мислам дека помирување за 27 април не е возможно без да ја дознаеме вистината за 27 април. Ако не ја дознаеме вистината за 27 април, ние ќе продолжиме да си живееме во два паралелни наративи. За едните ќе биде тоа одбрана на уставот, за другите ќе биде терористички напад на уставот. И какво помирување ќе настане ако ние продолжиме да живееме во сопствените светови. Пак ќе се останеме секој на своја позиција. Меѓутоа сега би светил поентата на другата страна. До сега зборевме дека ќе има политичка цена за СДСМ, бидејќи видовме се изнаредија сите, дека сите викаа дека нема да има амнестија. Морам да ви кажам дека ќе има огромна цена и за ВМРО-ДПМН, ако е ова амнестија за име. Бидејќи тие што не излегоа на референдумот, симпатизери на ВМРО-ДПМН или независни или неутрални гласачи, не излегоа за да бидат амнестирани било кои починители, туку не излегоа, бойкотира за да се суши договорот со Грција. Иако може тоа да го сторат и на гласачка против. Ама ја одбраа таа опција, воите, да не се сакам да кажам дека и ВМРО-ДПМН, ако прифати таков договор, јавно или тајно, ќе има уште поголема политичка штета, пошто во истиот момент барањето одговорност од Заев и СДСМ за договор за Грција ќе се премести врз
раководството на ВМРО ДПМН и ВС ВМРО ДПМН. Сега, кога сме тука околу тоа кој што сакал амнестија, не сака амнестија, тоа многу е присутно во сите дебати и доминираше во референдумот. Имаме и уште една реакција која што дојде од СДСМ денеска, за која што пак нема никаква реакција од ВМРО ДПМН, а се однесува на иницијатива до Уставниот суд поднесена од ВМРО ДПМН за оспорување на уставноста на членот 353 став 5 кој што се однесува на злоупотреба на службената положба и иницијативата е пропратена според СДСМ. ВМРО ДПМН не реагирал и на дека ова што СДСМ го тврди не е точно на пресконференција во која што се бара стопирање на сите предмети кои што досега се водат врз оваа основа. Сега ако тоа го преведеме, знаеме што значи. Јас не сум чул, да ви кажам искрено, не навлегувам и што е како, дали е точно или не, стварно не знам, пропослушам за ваква информација и дали има или нема. И не можам не ви информираат од партијата за ваква работа? Не, мислам дека партијата нема поднесена ова иницијатива. Мислам дека бранителите на Никола Груевски имаат поднесен. Такви информации. Односно адвокатите на Груевски, а не ВМРО ДПМН како политичка партија. Имавме координација, сосем во друг правец беше, за ова не слушнав, мислам. Односно Груевски сега да се спекулира, ако ми дозволите да не одговорам, не знам. Некако се поклопува со претходни изјави на вашиот лидер затоа. Инаку да, точно е корекцијата бранителите на Груевски. Тогаш веќе не знам се ако е. Ако може само станува збор член 353 став 3, ако не личи став 5, ако не се лажам. Да. Односно кривично дело злоупотреба на службена положба или властување. Тоа е едно од најпроблематичните кривични дела кои што постојат во нашиот кривичен законник. Дело кое што е донесено во време на владење на ВМРО ДПМН. Предходната влада го користеше овој став во безброј наврати за да се пресмета со политичките неистомисленици без разлика дали се од нивните собствени редови или од редовите на тогашната опозиција, односно сегашната власт Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И сега многу е контрадикторно и во најмала рака лицемерно ова што адвокатите на Никола Груевски го имаат направено, односно сакаат да укинат, односно да поништат член кој што самиот Никола Груевски по предлог на влада на Никола Груевски е ставен во кривичниот законник, префрлајќи одговорноста на телото за јавни набавки, кое што веќе не постои како такво, односно телото кое што Никола Груевски си го формираше токму за да му даде покритие за прикривање на злоупотреби. Не е така. Ама тоа е суштината на ова што го бара. Така да го препрепи набавки даваше, видите да ви кажам, јас сум бил директор. Прочитате знаете ли колку квалитетен орган беше тоа? Одеш и бараш мислење од него во однос на некои набавки кои треба да ги направиш. И ти добиваш документ, и ти си чист, ти го проверава совет специјалист. Ама целата поента е да си чист. Тоа сега не дека не си чист. Постоењето на контролен механизам не те ослободува од вина. Документите, значи тоа е во ред. Значи тука ја покажува големината на Никола Груевски, а односно тоа што сака СДСМ да го направи. Значи СДСМ го уништи тој совет за јавни набавки. Зошто не дозволи? Ние моментот немаме и антикорупцијска комисија кај што треба да се следа. И тоа е проблем, ќе го разговараме во контекст на изборите. Ајде да го заокружиме овој дел бидејќи имаме две спротивставени страни. Очигледно е ВМРО бара амнестија, значи без амнестија и нова шанса за докажување на правдата нема помирување, другава страна вели помирување. Да, но тие што се одговорни да се одговараат. Заев понуди. Како сега не до помирување, молам да не извртувам. Заев си кажа се до помирување без помилување. Имавме, значи, ВМРО ДПМН беше експлицитна против било какво размислување за амнестија, таков ќе беше и пресконференцијата. Ние овде гледаме прво малце политиканство и ако се случи тоа кој ќе има најмала штета, пошто секој ќе има штета од ова. Политичко профитерство. Ама не може да нема штета од ова, затоа што ние граѓаните ова ќе го пратиме. Ќе има штета и СДСМ ќе има штета и ВМРО ДПМН ако влезе во тој процес. Второ, ја мислам дека одлуката е многу лесна ако треба ова да се одбие, па дури и самите учесници ако сакаат правдина, може да го опонира, да каже така да нема што да се секираат правда кај. Но ја мислам дека главниот дефект е пак во тоа неразчленување, ако се направи разчленувањето и општеството ќе биде поспремно некои работи да ги прифати, а некој да не ги прифати и со нив да се нема никаков компромис. Ама морам да дам коментар за советот. Значи
Јас се надевам дека он ќе беше добар, ама очигледно е дека ние завршивме во држава каде што милиарди се изгубија, очигледно тие не ја вршеа работата се на добро. памет, за милиарди се знаете како? Ама сега, Милиарди се многу пари. Знаеш како се? релевантни Милиарди вика, 5 милиарди, толку милиарди, релевантни пријатно ми вика, институции. знаеш вика колку пари се 5 милиарди, 2 буџета на Македонија. Не, И сега значи, се изнесени пари. релевантни Не ме светски молам. институции. Да се задржиме со заклучок на ако се темата. вратиме во времето на праделња, колку се направи, колку изгради тој Груевски, тој ВМРО ДПМН, колку изгради, а сега буквално немаме ништо, се остана, се буквално застана. Луѓе, многу голема разлика. И плати, и пензии, и социјална, и субвенции, се согласувам дека 5 милиарди само да реченица. СДСМ има мнозинство. Не префрлете топка на наша страна. Заев си кажа, тој си бараше. Сакам ова, сакам речем, не знам кажам. Не знам. И го вадиме сега. СДСМ има мнозинство. Како сака, така ќе направи. И така си прави до сега. Ние не можеме ништо да направиме. Меѓутоа и ВМРО да помене не сме да прифати таква понуда. А вие сами кажавте, што значи тоа? Самоуништување на партијата. Бидејќи симпатизерите гласачите на ВМРО да помене што рекол во почетокот. Не им е прифатливо тоа. Во изјавата што рекол во почетокот. Значи, сега ви нудиме, ама вие неките да им простите на другарите, неките да ги ослободите. Ви реков дека на почеток така почнав јас. Дојдовме до тоа. Значи сега не стават во една шахмат ситуација, ево јас сум големиот, ви простувам Господ, ама од друга страна па вие неките да си ги ослободите другарите за замена за името. Ама и вие за собствени потреби цела една ситуација во која што и вие велите и кај вас побудила многу сомнежи, ја ставате во контекст на политичка хајка. Клековски па го кажам. Павле. Колега, повторно, жал ми ако сте се почувствувале несигурни или во притисок, најодговорно ви тврдам дека тоа не било, барем од наша страна, сватено така и дека нема да има амнестија без оглед на цената која што можеби ќе биде понудена од една страна или побарана од другата. Во однос на функционалноста на Советот за јавни набавки, вие велите 5 милиарди се незамисливо многу пари, 2 буџета. Јас ќе оставам во поинаква форма. Да, скоро 2 буџета се, не се баш 2 буџета, ама 2 буџета, 12 годишно владење на ВМРО ДПМН се помалку од 20%, што и тоа како влага во бројките кои што ги слушнавме дека стане збор за провизии и така. Да не ја шириме темата на 25% од буџетот се социјални трансфери. Да не ја шириме темата, би сакал да се вратам назад. На крајот на денот и вие рековте, и луѓето кои се обвинети за 27 април, и нашите поддржувачи на социјалните мрежи, и неутралните, односно критичните, и сите страни во процесот. Рекува дека не бараат амнестија, бараат правда. Уште еднаш ќе искористам оваа прилика и до гледачите, да кажем и на вас да ви кажам, дека амнестија, односно ослободување од кривичен прогон или кривична одговорност за настаните од 27 април или претходните настани нема да има. Ама правда ќе има. Така да, колега, воопшто немојте да се грижите доколку правдата ви е интерес. Ве убедувам дека никој од наша страна нема да представува пречка за утврдување на тој процес. Само една секунда. Добро, и одиме на реклама. 2006 станав директор на Штипскиот затвор. Немаше ни набавки, немаше ништо. Отпосле се донесува закони за начин на спроведување на тендерската постапка, искаме да бидеме. И целиот тој процес и кулминацијата за Совет за јавни набавки дојде до таму. Така да не би сакал да се шпекулира да не одиме на таа тема. Ќе има веројатно избори, ќе почекаме уште малку, па ќе зборуваме за сите недостатоци. Одиме со кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме на она што се случува во собранието. Можно ли е двотретинско мнозинство и сите можни опции потоа ако до него не се дојде, а во моментот има многу сомнежи дека ќе се стигне до таму. Се враќаме назад во студиото со она што требаше и денеска да биде главна тема во собранието, а тоа е расправата за уставните измени. Клековски, ако се суди по изгласувањето на дневниот ред, 71 за, 40 против. Има ли простор за изненадувања во гласањето кој што може да се случи при крајот на оваа недела, како што беше пресвртот во ставовите денеска во дискусијата на Ферит Мушич? Јас сум сигурен дека ово што Павле го кажуваше дека во партијата никош не разговарале за амнестија, најверојатно е точно. Во пратеничката група се извинувам да бидам поконкретен. Меѓутоа исто така знам дека многу долго низ чаршијата, политичката чаршија се говори за вербување на пратеници од ВМРО ДПМН за гласање. Во идеален случај тоа би биле реформатори кои се за НАТО и ЕУ,
а во најлош можен случај тоа би биле луѓе што се пратеници што се осудени или нивни блиски се осудени на многогодишни или ќе бидат осудени на многогодишни казни, пошто дел од пресудите веќе се Им претат, нема изречени. Не, има веќе изречени казни. Кај што има засегнати пратеници. Па Груевски е пратеник. Да. Има и други. Не, окей. Значи, тоа што се говори, оно што во моментот денеска го видовме на гласањето, дека опцијата реформатори и, условно кажам, про-НАТО, про-ЕУ фракција на ВМРО-ДПМН, која дури раководството на ВМРО-ДПМН ја дозволи и охрабруваше до референдумот. Добро, реформаторите како реформатори не имаат свој пратеници. Имаше новинарски текстови, реформаторите веќе обезбедиле 5 пратеници, 6 пратеници, нова пратеничка група ќе направат реформаторски и така натаму. Тоа заврши на 30 септември. Некои после тоа бе избркани од партијата. Не, заврши на 30 септември, во смисла тие што може би мислеле, кои може би доаѓаат од Запад, кои се поблиски до Запад или кои имат некои поблиски односи со меѓународната заедница, кои може би се мислеле да гласаат за уставните измени, после 30 септември сигурно се предомислиле и го толкуваат референдумот како отсуство на популарна подршка и мислам дека денешното гласање го покажа тоа, дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН е прилично хомогена и дека нема да има такви политички пребези како што се најавува. Од друга страна, недостасуваат 8 пратеници. Не се изјаснија. Денеска гласањето беше 71 40, еден присутен на негласот, предпоставам Фред Мухич, пошто фали еден во мнозинството. И кај нас имаше еден што критичката на колегата имаме на Крст. технички проблеми, меѓутоа официјалната бројка е таа 70-40. Фалат, значи, неколку мина, меѓутоа најголем дел од тие што фалат, покрај Никола Груевски кој не гласал, колку што разбрав, се луѓе кои се во куќен притвор. Оправдано отсутни според отсутни. Оправдано отсутни, четворица имаше најавено денеска, пранешен министр за внатрешни, тројцата кои што се уште се во домашен притвор, ако не се лажам. Значи, горе-доле се покажува дека двете партии имат горе-доле хомогени пратенички групи и дека ставовите се опречни, дека многу тешко ќе биде во оваа ситуација да се случат индивидуални пребези или некакво фракционерско действување внатре во партијата. Меѓутоа не е затворена вратата и затоа предпоставам најдено креативно решение да се продолжи расправата. Ја очекувам дека таа всушност комуницацијата ќе биде наредната недела, нема да биде. Ова 10 работни дена со 66 пратеници, некаде до средината на едната недела ќе стане јасно дали некој ќе се предомисли. Зависи од интерпретацијата на Талат Џафери, бидејќи деловникот вели 10 работни дена, од друга страна имаме дека собранието е во постојано заседание, па дали ќе се работи и сабота и недела, но останува да видим секако вторник и среда идната недела е тој ден Д кој што сите мислеа дека ќе биде денеска. Секако од равенката ми го ваѓаме фактот дека пратеници на ДПМН немаат само притисок од правосудните органи, туку имаат притисок и од членството, и од партијата, и од сите, и затоа сме слушале, па дури така повидни личности од ДПМН укажувале на тоа дека имаат закани. Ја на тоа сум реагирал зашто државата не реагира. Значи државата е должна на било која закана, а камоли за пратеник да реагира, затоа што не може во едно општество кој што е нашето, сакаме да бидеме членови на ЕО и НАТО, да нема реакција на закани. Но друга е мојата поента. Значи СДСМ се соочува со ризикот, отвара врата за помирување, за евентуално креирање на атмосфера, тие кои би сакале да го поддржат ова, а реално има пратеници и од десната страна кои неќат војнината да останат како анатемисани од нивните слични по провиниенција европски партии, као партија која е против евроатлантските интеграции на оваа држава. Наративот кој
опозицијата го користи во Македонија, во европските држави не поминува, затоа што просто не поминува, ни еден од нив, па дури зашто не поминува тој наратив, затоа што просто не го прифаќаат. Ние овде ни дошла Меркел, Матис, ни дошле видни личности кои знаат каква би била нашата судбина ако го исполниме оваа обврска и деблокираме нашите евроатлантски интеграции. Така да нив не можеме ние нашиот дневно-политички наратив да им го продаваме во Европска унија. Реално има укажувања, па во некој вид и закани и до ВМРО да помане дека ако се блокира процесот, ќе бидат анатемисани као тие кои биле против евроатлантските интеграции на Македонија. Од друга страна, СДСМ е во временски цајтнот затоа што мора да го надмине овој временски лимит. Не се тука спорни изборите, него просто временскиот лимит го става под ризик исполнувањето на обврските од Преспанскиот договор. Значи, не влегуваат тие и дури и во предвремени избори затоа што процениле дека во моментот добро им стојат шансите како што сме гледале тоа во минатото, туку им треба за да се постигне двотретинско мнозинство. Ја мислам, само сакам да го искажам ова. Ја мислам дури и денешната реченица и денешниот говор на Заев е отварање на врата за креирање на атмосфера за формирање со сегашниот парламент на двотретинско мнозинство. Ја не мислам дека тоа е исклучено. Апсолутно не мислам. Значи тоа е возможно. Работата е да се створи атмосфера каде што пратениците, како што треба, по свое видување, како што ти не би гласал за амнестија и некој друг пратеник од ВМРО да помане, треба да има право, полно, морално, политичко, да се произјасни за тоа што мисли во однос на овој договор и на деблокирањето на евроатлантските интеграции. За жал, еден по еден сите се кажа, а што може сега да ги премисли? Ама тие се кажа затоа што добиваат по милион пораки по фејсбуци дека си предавник, ова не е тоа лесно да се изжвака. Друга ми е поентата. Ворете меѓутоа кога некој кога Павле, кога било кој пратеник ќе каже да им олесниме, да им помогнеме, со тоа нема да престанат заканите. Значи треба некој пресврт да се случи поголем за да дојде до нешто. Може би отварањето на можноста за поголем пресврт. Значи ова е увертира, ова е отварање на врата за можно помирување и креирање на атмосфера каде што ќе може и лидершипот на ВМРО да каже ова се случува затоа што има, па сега мора да се изнајде некој таков начин сега. Многу оптимизм за потези кои што треба да се влечат за 9 дена. Па тоа им е, ќе мора со брзи изјави да излагаат двете страни, затоа што се закопаа во ровови, исклучиви ровови, како може и ние овде као учесници во дебата да прифатиме дека партискиот став е тој кој треба да се спроведе. Во која парламентарна демократија бе тоа? Во која парламентарна демократија? Мораме да бидеме кратки и конкретни, бидејќи имаме уште две прашања. Димков, останувате ли компактни и единствено за кандидат за кој многу не мисля дека добро? Во Американскиот конгрес имаше промена на двајца сенатори. Еден од владеачката мнозинство гласаше против, а еден од опозицијата гласаше за. Така да они се далеко е Америка не само во смисла на километри во практицирање на демократија. Лош кандидат за врховен судија по партиска линија. Треба да бидеме внимателни, не сме да се доволи тој наратив да биде као нормална работа. Пратениците треба да им се створат услови да можат свој став да го искажат, а не да се напаѓаат со камења. Ама извини, тоа требаше да се направи пред договорот и пред референдумот. Референдумот беше поларизирачки и сега откако се поларизира, ајде сега да се вратиме назад. Ама јас се сложувам со тоа. Како направија британците за Брексит? Нема партии, има пратеници. Пола лабористи се на едната, пола на другата, како конзервативците. И сега се пишман, ама во Македонија тешко дека некој ќе биде пишман. Факт не спомнуваме за Англија, таму нема цензус, Боби. Така да ми го земе здраво за готово. И други се условите, регистрација и така натаму. Останувате компактни и со овој став дека нема шанса да ги поддржите уставните измени? Многу цврсто стоиме на ставот кој го дадовме. Тоа го подкрепувам и со оно што како предизборно го имавме. И го ветувавме дека нема да има промена на уставот со цел промена на уставното име. И мислам дека е многу легитимно. Сето тоа е заклучено и врз основа на резултатите од референдумот, каде што мнозинството граѓани не излегува и тоа е нивно човечко право и во законот пише дека може да излезе или да не излезе, тие не излего, го потврдија тоа. Референдумот е неуспешен, Преспанскиот договор за нас е мртов и сметаме дека ова работа е завршена и што поскоро тоа треба да се заврши.
без разлика на се, затоа што ова што се случува сега е малку веќе наликува на едно насилие во собранието, што сметам дека треба да прекине, бидејќи се надминете сите, не само правни и уставни рамки. Зошто, ајде, да не ја враќаме на темата, но сосема кратко. Зошто не излеговте и на тој начин да го срушите вистински договор? Бидејќи договорот сега не е мртов. Ние можеме уште една дебата да организираме околу тие правни дилеми, не е мртов. Со излегување и со јасно пребројување како што имаше ставови во партијата, ќе имавме многу појасна ситуација на референдумот, да. Видите да ви кажам, тука имаше разни дилеми. Некои од колегите излегува да гласат, така како што во информација имаше шпекулација дека некои излегли и така натака, иако зборуваат за ваков или таков демократски процес во партијата, значи го имало, постоел и јас сметам дека ВМРО ДПМН е носач на демократските процеси и прозападните активности на Република Македонија воопшто. Меѓутоа, во ова ситуација се даде такво едно мислење дека треба да се секој самоволно да одлучи. Впрочем, тоа беше и пораката кога граѓаните и граѓаните едноставно и така одлучија. Меѓутоа, значи, зошто требало или не требало е причината на почетокот на донесувањето на ова спогодба, на гласањето на начинот и на начинот на донесување на референдумот. Доколку СДСМ ни кажеше дојдете да поразговараме не само со нас, со сите политички чинители, па и со македонската јавност, кај што е стручна, кај што ги имаме луѓето и убаво се кажуваат денес. Значи ние тогаш можеби сега ќе имаме еден друг процес. Вака во еден ваков момент ние сега искрени да бидеме. Законот не дозволува ние да гласаме, затоа што референдумот е неуспешен. Искрени да бидеме. Боговски, како ќе ги разубедите? Да го коригирам, само значи улогата на пратеникот е неприкосновена. Во случај на задолжителен референдум, пратеникот може да се одлучи како што он смета. Никој нема право да му каже на пратеникот како да се изјаснува. Задолжителноста е тоа на минатата емисија ме коригира. Задолжителноста е дека мора тоа прашање да биде разгледано на пленарна седница, а не дека некој може да натера било кој пратеник како да гласа. Во Република Македонија е дозволено тоа што со уставот и законите не е забрането, не е обратно и не е забрането да се расправа. Напротив, има прецизно утврдена постапка како и зошто може да се расправа за ова, така да дали собранието сме или не сме да расправаме за некој. Намерно е во интерес на времето. Референдумот беше поларизирачки бидејќи бојкотирачите го направија така. Ако имавме ние кампања класична, се извинувам, може да докажам. Ако ние имавме кампања класична за или против, односно да кажете да одлучиме кој сака кон која опција повеќе мината граѓани сакаат да се припајат, тоа е на работа. Со бојкотирањето ние губивме референдумскиот процес, а не и договорот од прес. Имав конкретно прашање, како ќе ги убедите бидејќи имаат цврст став? Вака, јас не очекував... Колку тие апели кои што ги слушаме во секоја дискусија од вашите колеги ќе помогат. Јас не очекував гласањето на дневниот ред да помине поинаку тоа што помина. Очекував при гласањето на дневниот ред да се следат партиските ставови. Но исто така верувам дека кога ќе дојде време да се гласаат овие устави, потребата од пристапување кон измена на уставот, што морам да ве поправам, расправата може да трае најмногу до 10 работни дена, но гласањето не мора да биде ставено веднаш по расправата. Може да биде ставено и подоцна. Проблемот е што секој облекување ние трпиме штета како држава. И така натаму. И ако не се постигне тоа, да, за жал предвремените избори ќе бидат единствен излез и верувам дека тие предвремени избори се најмалку посакувана варијанта за секој од нас. Односно, да, ќе бидеме ставени во нова политичка криза и последиците кои што тоа ги носи. Но нема да имаме друга опција. Јас верувам дека доволниот број, потребниот број на гласови ќе биде обезбеден на крајот од овој процес. Бидејќи верувам дека во пратеничката група на опозицијата има доволен број на пратеници кои што се доволно совесни и доволно свесни за историската можност која што е исправена пред нас. И ВМРО ДПМН и СДСМ и ние кои што не сме дел од партиите или пак другите коалицијски партнери, досега сме имале многу расправи и недоразбирање и несогласување. Доколку нема брзи избори со пржинска влада од 100 дена како што бара ВМРО или во скратени рокови како што тврди премиерот Заев, што може да очекуваме? Мислам дека е рано предходно. Мислам дека во 100 дена е нереално да се очекува поради роковите од договорот Преспа кои што не газат. Моје мислење е дека на ВМРО не треба да им се даде повторно практикување на власт без разлика на околностите, бидејќи техничката влада не беше чиста мира дадена. Техничката влада беше бидејќи тогашните функционери на ВМРО. Водете обврска е премиерот рече ќе се стои за само не ја давате вие власта. Народот ја дава власта. Ќе ви дадам завршен збор на вас. Собранието ја дава. Не, народот ја дава власта за нас. За влада. Основа на мнозинство. Зборуваме за влада во случај. Тоа собранието.
да го на одложи. избори, одите, бидејќи во партијата ВЛЦ подготвувате, формирате штабови, само со пржинска за 100 дена или дури и во скратени рокови, ако тоа биде опција на која што ќе бидете принудени? Видите ви кажа, ние не сме во можност да бираме што сакаме и што не ќе. Власта е... Можете да бойкотирате, се можете да направите. Порете, и тоа е демократско право. Во моментов тие се власт. Ние излегуваме со одредени и им кажуваме, луѓе, ние сме спремни. Денес да речете, денес го правиме тоа. Не зависи од нас. Значи, зависи од нив. Дали тие понатаму како ќе ја водат државата. За ништо не направиша до сега овие 2 години. И претходно како техничка влада 3 години. 3 години се власт. Чекайте сега, ако сте за брзи избори, си го кажавте ставот, сите знаат дека сте против, сите знаат дека СДСМ ја продала Македонија, го продала идентитетот. Зошто? Чуму дискусија уште една недела. Завршете ја утре и задутре да знаеме на што сме. Дали ќе одиме на избори или зошто Поради да тоа чекаме мене до ме радува идната тоа што среда? има 66 пријавени бои. Поради тоа мене ме радува тоа што има 66 Да се вртат истите пријавени. муабети. До сегашното искуство вика дека Купување време за исход кој има, што... кога ВМРО ДПМН има обезбеден цврст став и послушност од своите претеници, во тој случај тие воопшто не учествуваат во дебатата. Така беше случајот со законот за јазици, така беше случајот. Почитуваме, ве молам, службен вестник на Република Македонија, не бе, значи референдумот не е успешен. Зошто ги вртиме работите? Вели дека нема одлука на референдумот. Се трудиме да го почитуваме законот. Законот ти вика референдумот не е успешен. Врз основа на референдумот треба да се гради и тоа Ако отвориме оваа тема, ќе треба уште една емисија, колеги. Не, и ќе треба, зашто да не? Само се согласувам, Нека има, сега немаме нека време. разберат луѓето што се случува. Не вака, знаеш како, и денес луѓето, знаеш И 10 дена да го повторувате тоа, истото ќе го повторувате. Моето прашање беше чуму сето тоа. Баба, лаже, Завршни брак не лаже, еве го зборови службениот вестник од- што пишува. Значи, Муслио ова е и од наративот што ќе Клеков. си го задржаат они и нормално е да го задржат и нека се препакуваат за тоа. Ако тие сгрешиле во процесот на припрема и влегување во референдумскиот процес, не треба ние сите како граѓани да патиме. Од друга страна, тие може да повикуваат на историскиот момент на ова прашање, да се надмие криза и така натаму и така натаму. За мене се две работи јасни. Една голема количина на граѓани се, вие може да ме значи, без учество во процесот да ми кажете дека 1.200.000 не гласале. Ја ќе ви кажам, никад од нив 700.000 не гласале, затоа што реално не гласаат. Таму имам и братучеди кои се по Швајцарија и не гласале. Но таа тема ќе ви ја оставиме ние вас, вие као ВМРО ДПМН и као СДСМ да се испокарате. Него сакам да кажам, не треба овој наратив ние као општество да го прифатиме, таа карање, туку таа отворена врата треба да се подотвори уште повеќе, да почне малце поголема соработка и разбирање, за да можеме ние као граѓани да искористиме тежината на моментот и да се надмине ова. Затоа што ние као граѓани сме уморни од овие препирки и ова циклично влегување во тие изборни циклуси. А ако ова не биде, ние секако да го очекуваме, оваа влада која се заложила, зела обврска ова да го реализира, тоа и да го спроведе. Дали тоа ќе биде со скратени рокови, дали тоа ќе биде со убедување на нивните колеги, пратеници Па не, да се се исто како ќе биде, има многу дилеми, ама за тоа ќе имаме посебна емисија. Колку пати блокираше социјалдемократскиот социјал од 2006 па до сега? Колку пати излегува на избори, не излегува, бойкотира во парламент? Сосема поинака околности беа Клековски ваша завршна проценка. Ова е прашање кое нема алтернативи. Се извинувам, при крај сме Клековски. Прозорот за ВМРО ДПМН и СДСМ да барат политичко решение од прилика 10 на дена, значи до седнината на следната недела. Избори би било полегитимно решение за ВМРО ДПМН, бидејќи ВМРО ДПМН во нивната програма со кои се избрани овие пратеници пишува дека нема да прифатат промена на уставното име со промена на устав за промена на уставното име. Значи, ако збориме за легитимноста на пратеничките групи, сметам дека ВМРО ДПМН треба да биде тие што треба да инсистираат на избори за да се дојде до принаков исход. Меѓутоа проблемот е што на евентуални избори претпоставам дека ќе дојде уште потврдоковна состав на пратеници и дека шансите да преку избори се дојде до некако решение се приближени на нула. По 10 секунди и завршувам. 90% сите тие пратеници кои се избраа во нашиот парламент не дојдоа за да го спроведат Охридскиот договор, туку се прилагодија на тоа што беше подпишано од потреба за интересот на државата и го спроведува тоа. Така да не треба сега да се бараат изговори за нешто да се направи. Ја мислам дека сите граѓани во Македонија, колку гол емотивно ова праша да го земаат,
се во очекување да се изнајде решение и да се одблокираат некои процеси, а не да се најдат изговори да не се направи ништо. 10 секунди за Богоевски и за Уште еднаш би сакал да искористам прилика, значи рака ќе подадеме секому, амнестија никому. Уште еднаш би сакал да аплодирам до сите претеници, поготово членовите од ВМРО, ДПМН и коалицијата, да ја искористиме оваа историска прилика што ја имаме и да ја однесеме нашата држава во ЕУ НАТО. Друга шанса, друга прилика ваква нема да имаме. Алтернативите кои што се поставуваат во најмала рака се нереални и нивно реализирање не може да се очекува барем не во толку скоро време како што сака. Така да си ја сватиме работата сериозно пред нас. Ние сме претеници, народот ни го има дадено, односно граѓаните ни го има дадено суверенот и поради тоа не смееме да бегаме од одговорноста на оваа одлука. Бидејќи ова беше малку политички маркетинг, 10 секунди за вас ве убеди и ќе ве убеди со вакви настапи или не? Значи, црните сценарија дека Македонија после ова ќе доживее потоп и нема да постои, ако има такво нешто ќе ве молам да ми кажете кои се тие што му спремат црно сценарио и потоп на Македонија, една работа, и доколку сакате и како партија и како држава, а од вас зависи, бидејќи вие сте власт и мнозинство, ќе морате да го спроведувате законот. А вие не го спроведувате затоа што во моментов учествуваме во една расправа која што и ние сметаме дека е не како што треба законска, а меѓутоа за да испаднеме да ги кажеме аргументите на луѓе, затоа сме тука да не испадне дека пак бегаме и бойкотираме, меѓутоа ова што го правиме е незаконски, бидејќи на референдумот не помина. Ви благодарам. Значи на јавна сцена повторно нема договор. Ќе видиме што в следните 9 преостанати дена може да донесат во евентуалните задкулисни случувања. Ви благодарам на сите што вечерва бевте мои гости. Благодарам за вниманието. Останете и натаму со Телпо.